Јас сум Викторија Додевска, а вие го следите Дневникот на Телевизија Плюс. Започнуваме по кратките најави. Зголемен број на деца на детскиот оддел. Останува наставата со физичко присуство, одлучи МОН. Штала со сено изгоре во село Четирце. Значително е зголемен бројот на болни и хоспитализирани деца на детскиот оддел во Кумановската болница. Дневната амбуланта ја посетуваат до 120 дечиња од предучилишна и училишна возраст. Симптомите варираат од блага настинка до воспаление на белите дробови. Здравствените работници со апел периодов децата да се чуваат дома. Зголемен е бројот на болни и хоспитализирани деца на детскиот оддел во Кумановската болница. Надлежните информираа дека периодов има наплив и на возрастни со респираторни заболувања, но значителен е порастот на заболени деца од предучилишна и училишна возраст. Хоспитализирани во просек се околу 15 на пациенти, а дневната амбуланта ја посетуваат и до 120 дечиња. Симптомите варираат од блага настинка па се до воспаление на белите дробови. Тие што се суспектни, например, дека сме во екот на пандемијата, тие што се суспектни амбулантски ги тестираме со рапид тестови, брз антигенски тестови, и ако имаме некој позитивен, го реализираме и ПСР тестот. А тие што се хоспитализирани на оддел, обавезно им правиме на сите ПСР тестови. Меѓутоа, во ова време немаме ние со ковид, најчесто си со тие со респираторни вирусни пневмонии, долно респираторни, што треба да примат инфузиона терапија повеќе денови со упорна кашлица, со покачена телесна температура. И децата ни се предшколска и школска возраст, тие што се во колектив најчесто, градинки и во училишта. И се гледа дека лани кога беше во екот на пандемијата не сме имале толку деца, заради тоа што воопшто не ни беа на во градинка, ни во школа, во онлайн беше спроведено образованието, а сега откога почна со идење во училиште и со мешање, например, децата, имаме го зголемен број. За 24 часа 100 до 120 деца амбулантски ги лекуваме, плюс тие што се на оддел. Здравствените работници советуваат родителите откако ќе забележат симптоми кај своите деца, веднаш да се јават на матичен лекар навреме да почнат со терапија, за да не се влоши здравствената состојба. Причина, со доаѓање на постудено време сите се затвораме дома, помалку престојуваме на отворен простор, помалку се диши чист воздух, се собираат и болни и здрави, поаѓање во училиште, градинка, меѓусобни дружења на семејствата, така да очекуваме да постои уште еден извесен период вака голем број, но еве би препорачале да малце се внимава на тоа, на меѓусебната комуникација, барем оние што знаат дека имаат болно дете во семејството или болен член на семејство, дали е возрастен или дете не е битно, да се изолираат, да останат дома, да не се мешаат меѓу себе, со што полесно ќе ја пренебрегнеме оваа ситуација. Големен е бројот на луѓе што имаат проблеми со дишните патишта, од обструктивни бронхити, астма предизвикана врз база на алергија, преосетливост едноставно и хиперреактивност на дишни патишта. Ова само ја влошува состојбата и доведува до една посериозна клиничка слика за која што е потребно подолготрајно лекување. За жал тоа не можеме да го избегнеме, меѓутоа пак ќе речам, колку и да се непопуларни маските, ако некому му здосадија, тоа сме па ние овдека здравствените работници кои што ги носиме со години, но кога треба да избереш помеѓу две зла, го бираш она што е помало, подобро да бидеш здрав, па ќе носиш и маска, отколку да се лекуваш, да бидеш постојано пациент. Кумановските лекари апелираат и родителите кои имаат можност периодов децата да ги чуваат дома, за да се спречи поголемо ширење на грипот. Штала со сено изгорела во пожар во атарот на селото Четирце, информираат од регионалниот центар за управување со кризи. Во интервенцијата учествувале 5 мина пожарникари со 3 противпожарни возила. Како што информираат од секторот за внатрешни работи Куманово, објектот бил во сопственост на 68 годишен мештанин на селото. Причината е материјална штета чија висина се уште не е позната.
Се додека состојбата со коронавирусот во училиштата е стабилна, учениците ќе посетуваат настава со физичко присуство, рече денеска министерката за образование и наука Мила Царовска. Таа соопшти дека над 75% од наставниците се вакцинирани. Состојбата со коронавирусот во училиштата е стабилна и се додека е така остануваме на првото сценарио – настава со физичко присуство. Доколку има какви да е промена или загрозување, тогаш во координација со Комисијата за заразни болести и со Министерството за здравство ќе имплементираме други сценарија. Но засега се укажува дека состојбата е стабилна и дека учениците се безбедни во училиштата, изјави министерката за образование и наука Мила Царовска. Таа соопшти дека над 75% од наставниците се вакцинирани, што е двојно повеќе од националниот просек. Под 1% е бројот на позитивни и активни случаи во училиштата. Од почетокот на учебната година до денеска, рече таа, нема надминување на 0,3% позитивни и активни ученици во основно и средно образование, а на дневно ниво нема надминување на 0,03, односно процентот се движе од 0,01 до 0,03. Исто така и проценката што ја правеше Министерството за здравство покажа контрола на епидемијата во училиштата, што пак покажува дека мерките се почитуваат и протоколите се добро дизајнирани и добро се спроведуваат. Секако како и минатата година, и годинава ја следиме состојбата на дневно ниво. Токму затоа, се додека состојбата со ковид е стабилна во училиштата, ќе го предлагаме моделот со физичко присуство. Ако Комисијата за заразни болести и Министерството за здравство алармираат дека има други закани по здравјето на учениците поврзани со ковид, тогаш секако ќе превземеме други мерки и ќе дискутираме за други сценарија, изјави Царовска за медиумите по доделувањето договори за финансирање проекти на јавни научни установи. Во однос на барањето од Прогресивниот синдикат за образование при ССМ до МОН да им се дозволи на наставниците на наставнички совети сами да може да одлучуваат за моделот на настава, физичко присуство или онлайн од 1 декември до 31 март поради сезоната на грипот, состојбата со COVID-19 а и поради енергетската криза, Царовска одговори дека поради стабилната COVID состојба во најдобар интерес на учениците и училиштата да останат отворени. Училиштата треба да функционираат и се отворени и во најстрашните кризи во светот. Во моменти на војна, во најголем дел од државите училиштата остануваат отворени, затоа што тие се места каде што учениците стекнуваат знаење, се социјализираат и училиштата се грижат и за заштита на менталното здравје на учениците, додаде Царовска. Во финална фаза се процедурите од тендерската постапка за изградба на железничката пруга од коридорот 8, порача министерот за транспорт и врски Благој Бочварски. За двете делници во игра се 8 компании. Очекува на почетокот на годината да се склучат договорите со избраните компании. За првата делница Куманово Белјаковце имаме 3 заинтересирани фирми. За втората делница Белјаковце Крива Паланка имаме 5 заинтересирани компании. Нашите и моите очекувања се дека во текот на јануари ќе можеме да потпишеме и договор и кон крајот на првиот квартал, односно на пролет следната година да започне да се гради пругата кон Бугарија. Тоа е многу значајно и со инвестиција од околу 200 милиони евра првата и втората фаза ќе влезат во реализација. Исто така, ова е децениски проект кој што денеска се решава и продолжува со градба, вели Бочварски. На граничниот премин Табановце вчера попладне полициски службеници привеле 27-годишен струмичанец. При пасошка контрола било утврдено дека во службената евиденција се бара по телеграма од ОВРК Вадарци поради постоење основано сомнение дека сторил кривично дело, тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот и не укажување помош на лице повредено во сообраќајна незгода. Лицето било предадено на полициски службеници од СВР Велес за понатамошна постапка, соопшти МВР. Граѓаните на Куманово со поделени мислења околу новогодишното украсување на градот, по најавата од општината дека предвидените средства ќе бидат пренаменети. Повеќе детали од анкетата што следува. По најавата од општината дека Куманово нема новогодишно да се украсува, туку предвидените 2,5 милиони денари ќе бидат пренаменети за реализација на енергетско ефикасен проект на објект од јавен карактер, граѓаните со поделени мислења околу трошењето на буџетските средства. Повозрастните кумановци го поздравуваат предлогот на градоначалникот Максим Димитриевски, потенцирајќи дека во време на пандемија, економска и енергетска криза, не треба да се трошат пари на новогодишно осветлување, елка и украси, туку да се помогне на социјално ранливи
ранливите категории. Помладите пак сметаат дека доколку не се украси градот, кумановци нема да ја почувствуваат новогодишната атмосфера. Градот треба малку да биде украсен. Тие пари не се даде социјално кој зима. Болни луѓе. Треба да има ради луѓето и ради да се на крај после овие маки споат, да поразговарат млади луѓе, за друго ништо. Ради новогодишната атмосфера. Апсолутно, Божич атмосфера и така натаму и така натаму. Добро е, паметна работа да се пренаменат парите, бидејќи во оваа сиромаштија не ни е ни до славење, ни до какви трошење на електрична енергија. Што мислите, треба ли новогодишно да биде украсен градот? Не ја треба. Не треба средства. Општина Куманово објави дека средствата ќе бидат пренаменети за друга намета. Сметате дека тоа е во ред? Сметам, подобро за нешто друго. Па мислам дека не е во ред. Зошто и нашиот град да не биде украсен? Не е во ред. Не е во ред. Сметате ли дека градот треба да биде барем малку новогодишно украсен, да се почувствува новогодишно? Треба, како не. Малку треба. И минатата година општина Куманово ги пренамени средствата наменети за одржување на празничниот концерт, огнометот и новогодишното украсување за набавка на таблети и друга електронска опрема потребна на учениците за онлайн наставата. По завршувањето на работното време, лекарите специјалисти ќе може да дежураат во било која друга здравствена установа, а ваквата измена во Законот за здравствена заштита е изгласана на владина седница. Со новата одлука од крајот на следната година, општите лекари вработени во здравствените домови и педијатрите и гинеколозите вработени во болничкиот сектор ќе може да бидат и матични лекари, согласно дефицитот од тие матични лекари во различни региони од државата што ги утврдува Министерството. На веќе вработените лекари на 6-месечен стаж како услов за специјализација се смета и времето поминато во здравствената установа каде се вработени. Откако поминаа на владина седница, предлог измените треба да бидат усвоени и во собранието. Компанијата Аджико отвори нов продажен салон во Куманово. На денешното отворање, но и во следните 2 седмици, следуваат големи попусти и акциски цени на сите производи. Аджико се наоѓа спроти касарната Бороменков, веднаш до Риверсофт. Аджико Хоум Центар со нов продажен салон и во Куманово. Подароци, попусти од 15 до 70% и акциски цени во наредните 2 седмици подготви за своите купувачи тимот на Аджико. Понудата на новиот продажен салон ги задоволува вкусовите на сите клиенти, од најмалите до највозрастните. Новогодишни украси и играчки бебешка опрема, електрични апарати, апарати за готвење, предмети за домакинство, ламинат, санитари. Секогаш купувајте кај компаниите каде човекот е на прво место, порачува тимот на Аджико. За потрошувачите, тимот на Аджико подготви и клуб картичка за лојалност по промотивна цена од само 99 денари. Се купува еднаш, трае за секогаш, велат од продажниот салон. Денеска е големо отварање на нашиот трет Аджико Хоум Центар. Со претходни 2 најголеми фирми од што ги имаме во Аджико. Едната е Ево Штип, другата во Гевгелија и за неколку недели имаме најавувано отварање во Скопје. Денеска, значи имаме доста голем попуст кој што ќе трае од 17 до 30/11, со тоа што имате попуст промотивна картица. Со таа картица можете да ја подигнете на касата со промотивниот 99 денари од нашите производи кои имаат преку 20.000 производи кои се наоѓаат во овој продажен објект. Во текот на времето, значи ќе имаме уште многу нови производи кои што ќе бидат достапни на пазарот. Значи тука може да се снабдиме со новогодишни производи. Значи апарати за домаќинство, теписи, бела техника, значи помали апарати, домаќински апарати, украси, детска програма, бебешка програма, значи алати и секаква ситна и поголема по куќиња. Продажниот салон на Аджико се наоѓа на улицата Железничка спроти касарната Бороменков, веднаш до Риверсофт. Во текот на вчерашниот ден, Министерството за внатрешни работи спроведе зајакната акцијска контрола на територијата на Македонија за санкционирање на возила кои се движат со брзина поголема од дозволената, при што санкционирани се 170 возачи. Од нив 16 возила се движеле со брзина над 50 км на час повеќе од дозволеното. При тоа 60 возачи ја пречекориле брзината во населено место, а 110 надвор од населено место. Во продолжение да ги видиме и вестите од Македонија.
Задолжителна вакцинација против COVID-19 за здравствените работници и препорака за вакцина за вработените во јавниот сектор и локалната самоуправа за да може да одат на работа, стои во предлозите од Комисијата за заразни болести до владата, најави министерот за здравство Венко Филипче. Филипче кажа дека препораката за вработените во државните институции се однесува на примена најмалку една вакцина или негативен ПСР тест еднаш неделно на сопствен трошок или потврда за прележан COVID или потврда од лекар специјалист дека не се препорачува вакцината поради имунозагрозувачки болести. Овие мерки би важеле по 10 дена откако ќе ги усвои владата, а ќе се остават дополнителни 30 дена за тој процент од 20 до 30% од невакцинираните здравствени работници да се вакцинираат. Околу тоа кој ќе ја врши контролата на сертификатите, Филипче кажа дека за тоа ќе се разговара на седница на главниот кризен штаб. Според бројот на аплицирани вакцини, 39% од целата популација во нашата земја е вакцинирана, а 38% од популацијата во државата примила 2 дози вакцина. Стопанската комора исто така бара да се воведе задолжителна вакцинација и во приватниот сектор. Само така смета ќе се постигнат колективни резултати во борбата со вирусот, но и ќе се овозможи континуитет на деловните процеси. Ова барање во вид на иницијатива е веќе доставено до владата. Мора заеднички да работиме на подигнување на степенот на имунизација, што е неопходно да се постигне во пократок временски период, за да се спречат мутациите на вирусот. Затоа предлагаме мерката да стапи на сила што поитно, но да се даде период за можност невакцинираните лица кои се во работен однос да се вакцинираат, велат од комората. Министерството за труд и социјална политика обезбеди дополнителни 284,9 милиони денари за нови 1216 вработувања кои ќе бидат реализирани преку оперативниот план на активни програми и мерки за вработување. Владата на вчерашната седница на предлог на Министерството го разгледа и прифати ревидираниот оперативен план. Целта е да се зајакне пристапот до активните политики за пазарот на труд, особено за ниско квалификувани невработени лица и лица од ранливите категории. Од вкупно предвидените средства, 36 милиони и 900 илјади денари се наменети за програмата 1, односно за поддршка за самовработување за дополнителни 115 самовработувања, 135 милиони и 750 илјади денари за мерката за субвенционирање на плати, со што ќе бидат дополнително опфатени 674 невработени лица. Обезбедени се средства и за имплементација на новата пилот мерка за субвенционирање на плати во текстилниот сектор за 300 невработени лица во висина од 73 милиони и 800 илјади денари, како и 15 милиони 283 илјади денари и 200 денари за мерката вработување и раст на правни субјекти за 127 дополнителни вработувања. Буџетот на Министерството за економија за 2022 година е предвидено да изнесува 1,24 милијарди денари, од кои 151 милиони денари се предвидени за плати и надоместоци на вработените, 733 милиони денари за капитални расходи, што е за скоро 4 пати повеќе споредено со 2021 година, а 214 милиони денари за субвенции. Со предложениот буџет, како што истакна министерот за економија Крешник Бектеши на денешната пресконференција во владата, се обезбедува поддршка и развој на малите и средни предпријатија, подобрување на деловната клима и зголемување на конкурентноста, поддршка и развој на енергетиката, поддршка на туризмот и угостителството, раст на инвестициите во енергетскиот сектор, зголемување на користењето на природниот газ и искористување на сончевата енергија во домаќинствата. За следната година додаде е предвидено неколкукратно зголемување на средствата во буџетот во делот на гасификацијата, односно за реализација на капитални инвестиции. Секојдневно правиме анализи и во моментов немаме податоци дека може да се случи ценовен шок. Како што направивме пред една година, ќе направиме пак во делот на преземање на соодветни мерки, согласно Законот за трговија и согласно надлежностите што ги има Министерството за економија ако дојде до тоа, порача денеска министерот за економија Крешник Бектеши. Во моментот кога ние ќе предвидиме дека може да има ценовен шок, навреме ќе ја известиме јавноста. Точно е дека има одредени зголемувања
одредување на цените за одредени производи. Ако зборуваме за основните производи, можеби сме единствената влада во регионот која во време на пандемија презела такви мерки во делот на замрзнување на цените и во дел на одредување на маржа и за домашното производство, но и за сите производи кои се увезуваат, рече Бектеши во одговор на новинарско прашање на денешната пресконференција во владата. Министерството за труд и социјална политика соопштува дека согласно со законот за празниците, понеделник, денот на албанската азбука, е неработен ден за граѓаните припадници на албанската заедница во земјава. Министерството за труд и социјална политика на граѓаните припадници на албанската заедница им го честита денот на албанската азбука. Времето денеска во Куманово беше сончево со максимална температура од 12 степени и минимална која беше 3 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат сончево време со температура која ќе се движи во интервал од 2 до 14 степени Целзиусови. На денешен ден во 1991 година усвоен е Уставот на Република Македонија, прв по подгласувањето, самостојност и сувереност. Со ова информација го завршуваме денешното издание на Дневникот. Имајте пријатна вечер.